Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, госпоѓата Билјана Ивановска. Госпоѓа Ивановска, кои се предизвиците со кои што се соочува новиот состав на антикорупцијската комисија, особено во пресред на изборите? Многу предизвици има пред оваа Државна комисија за спречување на корупција. Како што кажавте и сами, пред нас се председателските избори. Ние се подготвуваме, правиме една листа на активности кои што планираме да ги спроведеме во врска со председателските избори. Знаете, според законот имаме обврска да следиме изборната кампања и да го следиме финансирањето на политичките партии. Веќе преземавме една активност да испративме барање до сите јавни институции да ни достават список на нивните службени возила по марка и по регистрација. Со тоа да изготвиме една база на податоци за сите службени возила која што ќе објавиме на нашата веб страна, а и ќе ја дадеме на, мислам, ќе може да ја користат и невладините организации кои што преку своји посматрачи исто така го следат изборниот процес. Намерата е да следиме во смисла да спречиме незаконско користење на буџетски капацитети во случајов службени возила, имајќи во предвид информации од предходни изборни кампањи дека во најголем број случаи се злоупотребуваат службените возила. Исто така, знаејќи дека се злоупотребуваат и човечките ресурси, односно вработените во јавната администрација, планираме да правиме и рендом проверки на листите за евиденција на одење и доаѓање од работа, да провериме, да видиме, ако имаме и дојави, нели, од посматрачите, и во тие што ќе бидат ризични институции, ќе вршиме проверка дали некој од вработените учествувал во изборните кампањи за време на работа. Веројатно ќе имате доста работа околу разграничувањето на тоа што е држава, што е партија. Впрочем, тоа е една од критиките кои што постојано ни се упатуваат од меѓународните институции кои што ги наблюдуваат изборните процеси, но како и да е, со каков технички, но и кадровски потенцијал ќе го следите целиот изборен процес и кампањата воопшто? Па знаете дека немаме ние доволен кадровски и технички потенцијал. Имаме 20 вработени во стручната служба во секретаријатот, што е многу малку во однос на новите надлежности кои што се доделени на комисијата. Од аспект на техничкиот капацитет не ни е целиот ставен во функција поради тоа што се уште не сме го решиле проблемот со сместување во новите простори, што значи и немаме и доволен технички капацитет. Но ја имаме цела јавност со нас како сојузник, ги имаме невладините организации кои што имаат своји посматрачи, па мислам кога ќе бидеме сите заедно обединети, појаки сме. Така да мислам дека ќе успееме во тој поглед. Колку представки има во моментов комисијата и имате ли информација за тоа за колку од нив се отворило истрага во јавното обвинителство? Ние во овој состав сите предмети што се стасани сме ги распоредиле, меѓутоа се уште немаме предмет што сме го испратиле до јавно обвинителство. Отворивте 40 на предмети поврзани со непотизам. Во нив има предмети кои што ги опфаќаат актуелни функционери, меѓутоа и поранешни. Дали некој од предметите е веќе завршен и можеби дали во меѓувреме има некој нов поврзан со непотизмот или со вработување? Можам да кажам дека доставивме барање за информации од институциите, воглавном ги добивме документите, меѓутоа не се доволни. Треба да побараме дополнителни информации, во смисла, конкретно, бидејќи се работи за вработување, имаме информација дека лицето има соодветно образование, е способно да ја врши таа работа, меѓутоа немаме информација од начинот како се извршил изборот, значи критериумите кои што биле употребени за да се изврши изборот и кои се квалификациите на останатите кандидати што се пријавиле на конкурсот. Значи, а тоа е клучно. Значи, не дека тоа лице не одговара за таа работа, меѓутоа дали тоа лице било најдобро или пак другите кандидати биле покомпетентни. Значи, ни недостасува уште малку
до истражување во тој поглед. Инаку од тие 18 случаи, 2 случаи затворивме. Се работи за кирката на пратеничката Емилија Александрова, за која што имавме информација дека е вработена во Фондот за иновации. Го проверивме случајот, таа ниту конкурирала, ниту е вработена во Фондот за иновации, така што тој случај се затвори. И уште еден случај затворивме за сопругата на Звонко Пекески, мислам дека овој градоначалник беше во Берово. Неговата сопруга била наставничка во основното училиште, која 2 години поред работела по договор. Тоа е како се смета како старо финансирање и е начин на работа на основните училишта, и по истекот на тие 2 години според закон за работни односи треба да премине во редовен работен однос, и тоа е постигнато. Госпоѓа Ивановска, почнавте ли да чувствувате и дали воопшто имате некакви притисоци партиски, политички во однос на некои од конкретните предмети кои што ги отворивте? До сега не. До сега, значи, не сме имале никакви притисоци и тоа ме радува. Како би одговориле ако во меѓувреме се појави таков притисок? Не прифаќаме притисоци, тоа е одговор. Мислам, ние ќе истражиме се, значи сите аргументи, сите податоци, сите информации што ќе бидат поврзани со соодветен предмет, ќе го предочиме тоа пред јавноста и мислам дека на тој начин ќе придонесеме притисоците и да стигнат пред аргументите, пред фактите, и боговите молчат. Отворивте и предмет поврзан со армиските унапредувања на председателот Ѓорѓе Иванов, затоа што сметате дека не е законски тоа што се направило откако биле распишани изборите. Рековте дека ќе побарате информации дополнителни од председателот Ѓорѓе Иванов. Во меѓувреме, што ви одговорија од неговиот кабинет? Многу штур одговор добивме. Фактички они ни го цитираа законот кој се надлежности на председателот за да ги именува тие лица. Она што е веќе дефинирано во законот. Меѓутоа, зошто во тој момент ги именувал? Зошто не ги именувал предходно? Зошто именува сега кадар кој што ќе работи под ингеренција на новиот председател, и тоа е дискутабилно. Каква била целата постапка од Министерството за одбрана, уште не сме добиле информации, така што малце посеопфатно треба да се опфати случајот за да може да се донесе некаква информација релевантна и некаква одлука. Какви би биле последиците доколку комисијата донесе заклучок и одлука дека незаконски постапил шефот на државата кога ги унапредил тие неколку лица? Па има во законот прекршочни одредби, ќе си одговара председател, да. Да се вратиме малку на старите предмети. Американскиот амбасадор Джес Бейли пред околу 1 година побара комисијата да ги испита сомневањата за судир на интереси за 2 членови во Советот на јавни обвинители. До каде е предметот? Ние се уште од старите предмети не сме почнали, едноставно не сме стасале да почнеме, затоа не можем да ви кажам конкретно во врска со тој предмет. Планираме барем малку да ставиме ситуацијата под контрола, па после да почнеме да отвараме и од старите предмети. Госпоѓа Ивановска, имате ли сомневања или можеби конкретни предмети за корупција во судството и во финансирањето на политичките партии? До сега немаме отворено такви предмети, меѓутоа имајќи во предвид дека и анкетите и согледувањата и дека да не речам со голо око се гледа дека таму постојат проблеми, немаме. Имаме план од донаторите што доаѓаат да не поддржат во работата, да се отвори проект кој што ќе се занимава со утврдување на ризиците од корупција, поготово во овие институции. Значи, тоа истражување ќе трае некој период и меѓутоа очекувам добри резултати од тоа истражување кое што ќе ни даде добра основа за да делуваме понатаму. Една од клучните реформи потребни за да се отворат преговорите за членство со Европската Унија во јуни е секако борбата против корупцијата. Исти департментот во последниот свој извештај критикува или забележува високо ниво на корупција во земјата. Што конкретно работите во насока на испорачување на резултати до јуни? Ние покрај тоа што ги отвараме овие предмети што нели ги имаме под допрен глас и предмети што доаѓаат од подносители, во моментов работиме на
утврдување доволно елементи за да отвориме некој поголем предмет, да кажам, меѓутоа сега за сега не откривам повеќе. Јавноста, знаете дека ние работиме отворено кон јавноста, отворени ни се седниците и за кратко време ќе биде известено за што се работи. Госпоѓа Ивановска, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.